Во пригоден амбиент со градоначалници и представници на 5 општини денеска на местноста Свиланово во близината на селото Рајчани беше одбележена 112 годишнината од смртта на илинденецот и председател на првата република на Балканот, револуционерот Никола Карев. Делегација од Крушево, збртимени град на Кочани и представници од оваа општина, како и од двете основни училишта од двата града кои го носат името на револуционерот, положија свежо цвеќе на споменикот во Свиланово, оддавајќи му ја заслужената почит на човекот кој се вгради во темелите на слободна, независна и суверена Македонија. Одовде порачуваме и дека ќе го следиме нивното дело и дека ќе ја продолжиме борбата се до моментот додека не ја постигнеме потполно она рамноправност која што имаат другите држави, односно приклучување кон заедничкото семејство на европските држави, да бидеме заеднички сплотени, а не како сега што имаме разнебитувања, односно разидувања помеѓу самите нас. Пораката ја праќаме до сите македонци во Република Македонија, дали се македонци, дали се турци, дали се албанци, дали се роми, дали се бошњаци, дали се срби, дали се власи, и сакаме она што го слушнавме денеска од манифестот да го возобновиме и да го пренесеме до сите граѓани на Република Македонија. Градоначалникот на општина Крушево Ѓорги Дамчевски се осврна на назначењето на ова спомен обележие со кое му се оддава заслужената почит на големиот револуционер. Веќе неколку години со ред делегација на општина Крушево, на локалната самоуправа, членови на семејството на Никола Карев, како и представници на основното училиште Никола Карев, ученици и наставници, сме во посета на ова историско место, Свиланово, каде што пред 112 години загинал председателот на Крушевската република Никола Карев. Тука сме да оддадеме почит и да се поклониме пред неговиот лик и пред неговото дело, а исто време да упатиме еден повик до сите граѓани на Република Македонија, порака за мир, за соживот, за толеранција, порака да продолжиме да ја градиме Македонија како наш заеднички дом. Пригодна реч за животот и делото на Карев одржа председателот на Сојузот на Сдруженијето на борците од Народно-ослободителната војна Благој Димитров, пензиониран професор по историја. Начело на Крушевскиот револуционерен комитет застанува во јануари 1903 година на Смилјевскиот конгрес во кој и тој учествува и се спротивставува на предвременото Илинденско востание со образложение дека народот се уште не бил добро подготвен, не бил добро вооружен и меѓународната светска политичка состојба не била многу поволна. Ноќта на 2 август 1903 година со околу 750 востаници го напаѓа Крушево и го ослободува и станува председател на Крушевската република. За проектот со кој се предвидува изградба на соодветно спомен обележие на ова значајно место од македонската историја, зборуваше градоначалникот на општина Чичиново Облешево Костадин Личков. Денеска започнуваат активностите и за изградба на спомен обележие на Никола Карев. Тука ќе биде опфатено околу 1200 метра квадратни, со тоа што овој проект ќе биде финансиран од Владата Република Македонија и Источнопланскиот регион, вклучително со општина Пробишти, општина Кочани, општина Чичиново Облешево. Ова место ќе стане едно место културна кача, каде што ќе биде во 3 фази, ќе има амфитеатар, спомен одлежи и место за одмор со 2 летниковци, и се надевам дека ова ќе стане една туристичка дестинација за цела Источна Македонија и за цел македонскиот народ. Учениците од Крушево и од Кочани читаа стихови посветени на револуционерното дело на Никола Карев, председателот на Крушевската република.